Значи, да подсетам уште еднаш овде од Кичево, се уваме во импровизираното отворено студио. Мои гости, да подсетам, се господинот Никола Србов и господинот Нијази Мухамеди. Господин Србов, да почнеме со вас. Ги следите кампањите редовно од прилика? Да. Дали е моје чувство дека покрај дел економските теми кои што ги пласираат лидерите на политичките партии, дека најчесто во полемиката што се одвива станува збор за на некој начин меѓуетничките односи. Дали е така и зошто е тоа така? Добро вечер. Благодарам на поканата. Кога станува збор за кампањата, реално ВМРО ДПМН со својата програма започна да промовира проекти за економскиот развој на Република Македонија. Но со отварањето на прашањето од страна на Социјалдемократскиот сојуз и на господинот Заев за двојазичност и кантонизација или федерализација на Република Македонија, неминовно е противникот, тоест во овој случај ВМРО ДПМН, да даде одговор на таквото прашање, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз, отварајќи го тоа прашање, не атакува на ВМРО ДПМН како политички противник, туку атакува на самата држава Република Македонија. Со таквата реторика ја носи во опасност државата за во идниот период. На кој начин мислите да доведе до прашање држава? Па видете, отвара прашања кои во овој период никој не ни помислил да ги отвори. Ние сега имаме, живееме, Македонија конструирана во еден рамковен договор. До тој рамковен договор е стигнато со воен конфликт. Откако е составен рамковниот договор до денеска е многу мала временска рамка гледано во историски аспект. За повторно да се отвори тоа прашање, бидејќи не се средени работите како што треба, значи не е голема дистанцата, може повторно да избие воен конфликт. И тоа се многу големи прашања кои ги отвара Заев. Кои тези мислите, речеме, кои ги отвара? Зоран Заев. Да. Еве, например, кога збориме за двојазичноста во Република Македонија. Значи, ние денеска со рамковниот договор имаме двојазичност таму каде што албанците имаат се мнозинство. Зоран Заев отвари на друга тема албанскиот јазик да биде присутен нели во Источна Македонија, насекаде низ Македонија. Не можете вие да очекувате да нафрлите такво прашање, а албанците да седат, албанските политички партии со скрстени раце. Не, туку веднаш они ќе се приклучат кон таа идеја. И ВМРО ДПМН, значи, се подразбира дека веднаш ќе реагира. Не е нападната политичката партија, нападната е државата со таквата теза. И заради тоа се сведува кампањата по големиот дел на тоа прашање. Од друга страна, ВМРО ДПМН мислам дека ќе нема доволно време да ги презентира сите своји економски проекти кои се вклучени во програмата и кои навистина ги засегаат граѓаните на Република Македонија, бидејќи мора да даде некаков одговор на она што го пласираат социјалдемократите. Господине Мухамеди, како ја цените ова оценка на господинот Србов и како генерално реагирате и како аналитичар и како припадник на албанската етничка заедница? Што мислите? Кој по-жустро реагира на овие тези на опозицијата? Албанските политички партии или македонските? И како граѓаните воопште ги прифаќаат овие? Дали се работи за опасни тези или не? Мислим, погрешно поставена теза. Албанците никогаш нема да барат или од Заев или од ВМРО права. Тоа да ви биде јасно на сите овие две партии. Ние сме собственици на тие права, ние имаме волја за тие права и ние ќе ги артикулираме тие права како треба да се после ќе седеме на маса и ќе се договориме и ќе оформиме една солуција која ќе треба. Сега албанските партии сега вака несвесно се уфрлија во агендата на Заев. И нема едно, друго. Позитивно или негативно? Ја прифатија или ја одбива? Вместо овие да нудат своја агенда на ова кампањата, те се носат со агендата на Заев. Се уплача дека Заев искочи поголем албанец од албанците. А тоа е факт. Значи, понижување на самите албанци, тоа што ви реков јас, моите права се мои права. Не очекувам од Заев или јас ќе ги предложам и после ќе се договорим дали вака, дали така. Едно.
И затоа немаше потреба ни ВМРО да реплицира во тој однос. Јас ги споредев двете вака изјави на господинот Груевски, имаше една добра формулација, кој е за една визија за Македонија натребно. Мој значи ќе има мојата подршка или мој сојузник. Партнер, да. Ови други две јас ќе ви дадам. Кој е тој да ми дава мене права? Нели така? Едно. Друго. За да се дојде до една јазична равноправност во Македонија, треба да се измени уставот. И во Орисиот договор се направени многу трикови. Едно. Второ, се земени некои лингвистички параметри, социолингвистички параметри кои се вон природата на тие принципи. Говорите за Охридскиот рамкови договор? Охридскиот договор, да. Како аномалија на Охридскиот договор? Да, има многу празнени Охридскиот договор и не се сложимо до тоа дека секој прашање кое ќе се покренува во Македонија овде, ќе изнуди некој војн конфликт и така да помина времето на до ранковниот договор дојдовме преку војна. Да, тоа е точно. И многу е мала, значи во историски аспект колку се поминати 15 години, ништо како 2 дена. Значи не се решени сите прашања за ние сега да можеме повторно така ноншалантно да отвараме некој. Бидејќи гледате, сите зборуваме тука албанските права. Што е со македонците? Значи може да се, видите, незадоволството ако избија ке македонците, ќе биде многу по штетно за сите. А тоа незадоволство ни го носи, значи ни го наметнува господинот Зоран Заев. Ме разбирате? Да, јас воопште ниту сакам да размислам дека Заев ќе ми понуди мене нешто или ќе ја оштети. Ако е ово држава заедничка, треба јас да се секирам за тоа дали или секоја политичка формула за ова Македонија не значи и уништување на ова Македонија. Сега, Орисиот договор има многу погнатини. Има една премиса таму која е позитивна. Во случај ќе еволуират политичките работи во Македонија и интереси, тие содрувања на интереси не може веќе да се решат по војен конфликт, туку низ диалог. Тоа е многу битно за да еволуират работите политички и понатаму. Сега, јас ги следам. Како нема воен конфликт, гледаме напади во Куманово, легуваат караули, буткаат. Од друга природа. Имаше за цел да се покрене војна во Република Македонија. И тоа е друго. Сега и самите албанци се разочарани кога ова војна заврши за 5 дипломатски пасоши за врхушката на Дуи. Сега стана 50 дипломатски пасоши, некои 100 полицајци албанци да бидат. Со тоа заврши. Тие што тој договор така го упропасти или таа војна така ја сведе до овие безвредни работи, еден ден ќе одговарат пред албанците или пред историята е друга работа, не е така. Ние сакаме да се вака низ диалог да ги поставиме овој прашање каде се погнатините на овој. Че мислите дека тоа е недоволно Охридскиот договор, дека треба ревизија да има? Има работа кои се продадени. Но тоа имплицира дека според вас треба се дополнува, треба да се менува, да се отворат некои? Да, бидејќи види ове беше воен политички суди, значи за идентитетски права на албанците, јазикот, образованието, културата и така натаму. Пак се сведе, тој договор се сведе на ниво на старите формулации од 91-та година, ова јазичното прашање, и во 91 година беше на локални заедни каде мнозинството од 20% се албанци или поинакви од македонскиот јазик, значи, што го збори јазикот поинаков од македонски. Ова формулација е земена од уставите на Руманија, бившите социјалистички републики. Не ова формулација за која значи настана конфликтот не е променета. Да ги компарираме формулациите од уставот на 91-та година и ова формулација на Орисиот договор. Втора, децентрализацијата. Во уставот на Македонија в 91-та година има една клаузула многу значи флексибилна, но многу паметна.
значи децентрализацијата може да се прошири во секое време. Значи не била тврдо вака дефиниран дека неприкосновена како формулација уставна. Затоа значи конфликтот го бараше децентрализацијата во Конфликтот всушност беше, да не се лажеме, за отцепување на територии од Република Македонија. Таа ги знаеме комуникејата кои ги испраќа, во сред војна се знаеше за што всушност се борат, дека треба да се истераат од тука слава македонците и да се отцепа територија од Република Македонија, кога видеа дека воено не може да ја поразат македонската држава и армијата, ние во 2001 воено Македонија победи воено, но беше поразена политички. Јас го имам читано сите соопштенија и замерав јас баш на овие што ти викаш. Формулацијата првичната беше поинака, втората како да напиша. Кога стана појасни работите. Не појасни. Јас чак им реков ова формулација да не викам напишат фрчков себе. Правата војна чување на интегритетот на земјата, ова. И затоа овој конфликт остана недефиниран. И секој сега ова недефинираност на конфликтот го злоупотреба на свој начин. Ова е чисто политички конфликт, политички воен конфликт. И за идентитетски права. Никако за... Јас ќе останам на тоа дека 2001 година Македонија беше нападната од надвор и тоа ќе го дефинирам како војна, како агресија извршена врз Македонија од соседна држава или покрајна тогаш како беше Косово. Истата беше подпомогната од некои одредени структури внатре во Република Македонија. Пред се говоревме прашањето околу уставот на Република Македонија. Во уставот во Асном, со Асномска Македонија, значи, македонската држава е дефинирана како држава на македонскиот народ, албанската и турската народност. Значи, едно е народ, друго се народности. Значи, македонците како... Народност како немноземски народ. Ете така. Значи, македонците како државотворен народ, додека албанската и турската народност како малцинства, но кои ги уживаат апсолутно сите права како македонците. Тоа е за време на Астон. 1974 година, кога се носи уставот на СФРЈ, тогаш се носат и уставите на републиките. Истото тоа се повторува, дури се дава проширување на правата на малцинствата. Косово тогаш станува, нели, станува покрајна, исто така и Војводина станува покрајна. Каде е проблемот, господине? Проблемот е што под притисок на Милошевиќ 80-тите години, поточно 1988 година, македонските власти кои беа тогаш во Социјалистичка република Македонија го променија уставот и во новата формулација стоеше Македонија е држава на македонците и останатите малцинства. Не за тоа. Благодарение врз тој милошовчевизам, како да го наречам, во тогашните власти во Република Македонија, албанците им даде изговор на албанците во 91-та да го бойкотираат референдумот и да прават свои паралелни пописи. Истите тие луѓе, тоа е всушност СКМ, која подоцна се премина во СКМ ПДП, на крајот премина во Социјалдемократскиот сојуз кој ги гледаме денес. Тоа е друга работа. И истите тие луѓе кои ги ускратуваа сите права на албанците, денеска сакаат да бидат поголеми албанци од самите албанци. Од друга страна ги имаме ВМРО ДПМН кои имаат една континуирана политика кон македонското прашање, како треба да биде уредено и како треба да биде уредена државата внатре, заедно со малцинствата кои сега нели се етнички заедници, сите сме израмнети. И сега 2001 година, јас колку што имам зборувано со албанци, нели, сакаа да го трнат на страната дека се бореле за територии така натаму, тие велат сакавме да се врати уставот од 74 година. Тоа глупо размислување нивно. Така кажуваат. Дека нели били избришани 88 година. Асномска Македонија рече дека сме били равноправни. Господине, ако може, вие ќе имате следниот одговор, тука да направиме мал блок за реклами, а потоа продолжувате вие. Секако.
Се враќаме во студиото на телевизија Нова. Мои гости Никола Стрбов, Нијази Мухамеди. Разговараме генерално за темата меѓуетнички односи во кампањите на политичките партии, кои што на некој начин доминират и предизвикуваат најмногу внимание кај граѓаните. Завршиме со една теза на господинот Стрбов. Нијази, повелете, има реплика. Иако само да предупредам дека во овој момент точно го слушаме конференцијето, близко сме до плоштадот каде што се одржува митингот на ВМРО ДПМН. Ми се чини дека набрзо ќе прекинеме со разговорот, бидејќи ќе говори Никола Груевски, но имате збор до тогаш да Ево сега да реплицирате. реплицирам вака за првото прашање. Зашто настана конфликт? Јас сум гласа за автономија овде. Бидејќи јас кога ти нудам диалог за да ги решиме овие прашања, ти не ме послушаш, едина форма овие што беа на власт ни нудат сега јазични права. Не сака да седнат да се договориме дека овој проблем или треба да се реши. И нормално, не само во Македонија, сегде во светот избиле кога ти одбиваш да седнеш на маса за одредено прашање. Една, втора. Сега, за јазичните прашања. Отворите ги амандманите на Македонија од 63-та година, бидејќи тогаш јас сум бил ученик и секој кандидат за милиционер во Македонија, во Тетово, Гостивар, Девар, не во Скопје, македонец требаше да положи испит по албански јазик за да биде полицаец во Тетово, Гостивар и Девар. Сега овој направи конфликт за јазични права на албанскиот милиционер, зад грбот му пишува само полиција на кирилица. Тоа е јазична права. Е така. Значи, ова е практика 63-65 година. Едно. Затоа Орисиот договор едно шчупля, една празнина. Чекај, мислите вие зарам полицијата да биде двојазична? Не. Па како ќе биде командата? Не можеме да навлагаме во такви Чекај, во такви нешта, не смееме ни да помислуваме да навлагаме. Косово дали е федерална држава или унутарна држава? Ма не знам ја за Косово, ја зборам за Македонија. Не. Мене ме интересира исклучува Република Македонија. Косово си е за Косово. Не, вие викате ако ги добијат јазичните права албанците, ќе се федерализира. Јазичните права немаат врска со федерализација. Ама зашто тогаш само да ги земеме албанците? Зашто да не биде ромскиот, влашкиот, турскиот јазик, српскиот во Струмица? Значи со ова од мултиетничка, внимавајте, од мултиетничка држава ние преминуваме во биетничка држава. Тука е опасноста. Реалноста е таква. Мисля, реалноста. Немојте, бидејќи има и другите малцинства имаат мнозинство во одредени општини. Чекај. Кога ќе преминеме, доколку преминеме во биетничка држава, тогаш рамковниот договор и оваа мултиетничност ќе гледаме само како еден преоден период кон таа поделба на Република Македонија. Кога веќе преминувате во биетничка држава, тука де факто веќе имате вие кантонизација. Друга работа, како ќе се вика државата Република Македонија? Кои луѓе ќе живеат во таква дефинирана по Заев држава? Остави бе го Заев, нема ништо во Заев. Не, ама тој отвори темата, па сега заради тоа го уфрлам во разговорот. Нека ја чува за себе тој. Ние ќе ги дефинираме. Има принципи овде во јазичната политика. Првиот принцип, да го знаете, бидејќи вие многу сте индоктринирани околу теоријата на унитарна држава, има две врсти унитарни држави. Добро. Унитарна држава значи држава на еден народ и мацинствата, и унитарна држава кога јазично, културално и друго имат дуални институции, така натаму, имат само една централна влада. Сега, пример Косово. Има принципи зашто еден јазик може да биде равноправен со другиот. Првиот принцип е принципот на историскиот легитимитет и присуство на изборување на тој јазик во дадената територија. И да ги споредиме сега легитимитетите историски на албанскиот јазик во Македонија и на македонскиот јазик во Македонија. Ќе запреме, да, запамтете во зборот. Да. Добивам знак од режија дека можеме се вклучиме во митингот на говорницата во Кичево, а потоа принципите за кои што говоревте. Ние базираме на проекти и на реализирани ветувања. Таа доверба е цврста, затоа што и делата кои ги направивме се реални, беа ветени и се остварија. Ние, за разлика од нашите политички конкуренти,
Нашата, како што реков, најважна преокупација ни се проектите, делата, градбите, мерките за подобар живот, мерките за зголемување на квалитетот на живот, решавањето на проблемите на народот. Така разбираме политиката, а не абстрактните поими кои тие ни ги нудат, кои ни самите не ги разбираат. И секако, тука запрашајте се, кој навистина има реализирано проекти, кој навистина решава проблеми, кој навистина носи инвестиции, ВМРО или СДСМ. Луѓето кои донеле инвестиции, понудиле решенија, бидете сигурни дека пак ќе носат инвестиции, пак ќе носат решенија, затоа што така знаат да работат. Но луѓето од СДСМ, кои ја изгубиле вашата доверба, кои не направиле ништо кога имале можност, кои не донеле една единствена инвестиција, нема да го направат тоа повторно. Тоа се истите луѓе. Ние имаме многу нови проекти кои што треба да ги реализираме во наредниот 4-годишен мандат. Многу од нив се внесени во нашата програма. Но како и секогаш, многу пати инвестираме, градиме, создаваме, преземаме и мерки кои ги немаме во програмата, бидејќи кога сме ја правеле, не сме биле сигурни дали ќе успееме да ги спроведиме, па не сме ги ставиле. Ке има и такви позитивни изненадувања. Во минатиот период, како што кажав, бевме посветени на најголемиот проблем во Македонија. Наследивме 38,7% невработеност. Највисока во Европа и веројатно највисока во светот, ако не беше Африка. Таа невработеност се намалуваше низ годините, иако тоа беа тешки години. Се соочивме од 2008 до 2011 со светската финансиска глобална криза. Знаете какво време беше. Па се соочивме со европската должничка криза уште 2 години. Па почна политичката криза што ја создаде Заев и СДСМ со цел да ви изманипулираат и да дојдат на власт. И во целиот тој метеж, во целата таа борба на неколку фронтови, успеавме бројот на вработени значително да го зголемиме. Ако во 2006 Македонија со 2 милиони жители имаше се на се 560.000 вработени, денес и покрај сите макини с годините со кои се сочивме, Македонија има над 720.000 вработени, за 160.000 и повеќе од тоа вработени, или нови работни места. Невработеноста падна од 38,7 на 24. Но она што е важно, таа постојано паѓаше. Нема ниту еден квартал во овие 10 години да не сме имале пад на невработеноста. Нашите напори беа континуирани и континуирано даваа резултати во намалување на невработеноста и во растот на вработувањата. Антонио пред малку спомена дека и во Кичево бројот на вработени е зголемен за над 1600. И ќе биде уште повеќе. Затоа што нема да застанеме тука. Нема да застанеме само на оваа фабрика. Прво сите знаеме дека оваа фабрика закупи уште една локација до неа. Не сакаме да преюдицираме ништо, но кога една фабрика која ќе се изгради, ќе побара уште една локација во комши, можеме да претпоставуваме што намерава. Но нема да останеме и само на една фабрика. Планираме и други инвестиции. Убедуваме, работиме. Цел тим е ангажиран да убеди што повеќе инвеститори да дојдат во Македонија, да инвестираат и во Скопје и уште повеќе во внатрешноста на земјата. Еве вечера во Македонски Брод најавив нова инвестиција со 200 вработувања, нова фабрика за изработка на куршуми, на панцери и на друго оружје, американска инвестиција со 200 директни вработувања. Компанијата веќе го купи земјиштето, а за 10 дена од сега треба да ја почне градбата на фабриката и треба да ја заврши до мај, за да почне тестирање на производството, а некаде од јули да започне производство.
Драги пријатели, како што гледате, се трудиме да донесеме инвестиции секаде, не само во Скопје, и во помалите градови, и во Битола, и во Штип, и во Тетово, и во Кичево, и во Македонски Брод, и секаде каде што можеме да стигнеме. Така и ќе продолжиме во иднина. Странските директни инвестиции достигнаа износ од 2 милиарди и 600 милиони евра. Капиталните инвестиции во 2015 достигнаа 32% од бруто домашниот производ. Растот во градежништвото достигна речиси 17% во 2015-та, а оваа година ќе биде и поголем, како што ќе бидат поголеми инвестициите. Ветивме и обезбедивме поволни финансиски средства за поддршка на македонските компании и тоа во најтешко време на кризата да добијат кредити со ниски каматни стапки и поволни услови за враќање. 350 милиони евра обезбедивме во моментот кога започна светската криза и кога банките ги качеа кредитите во Македонија со камата од 10 или 11%. Тогаш владата изреагира, најде надворешни кредитни линии со 5,5% камата, помогнавме стотици фирми да преживеат. А кога преживуваат фирмите, преживуваат и луѓето вработени во нив. И тие продолжуваат со својот обстанок. Тоа беше дел од излагањето на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски овде во Кичево, а сега, бидејќи рековме ќе дебатираме, но и ќе информираме делот говорот на лидерот на СДСМ Зоран Заев на митингот во Скопски Карпаш. Секој е важен. Повторувам, секој е важен. Секој е потребен во оваа борба. Немаме простор за грешка. Немаме простор да немаме став. Немаме простор да оставиме на случајот. Немаме право тоа да им го направиме на своите деца и на својата земја. Независно дали сте гласач на опозицијата или гласач на власта, независно од која етничка припадност сте, секого помислете дали сте спокојни дома, дали сте спокојни на работни места, дали сте спокојни на улица, и ете го одговорот. Не сте спокојни никој од вас. А тоа никој нема право да ви го прави и само од вас зависи дали ќе го дозволите. Конецот е тенок, ризикот е преголем, само да гледаме за секој од нас се работи и укажувам одговорноста за изборот или. Вредеа сите искушенија низ кои што поминавме, се што издржавме, затоа што не направи посилни, затоа што не обединија сите, затоа што денеска секој од нас, јасно како бел ден, може да не направи разлика. Вие, гледачите, имавте можност да ги слушнете двете излагања. Моите соговорници нема таква можност да слушнат кој што од лидерите на политичките партии говори, затоа имам должност да им објаснам за да го продолжиме овој диалог. Ако сакате може да продолжите таму кај што запрето, но сакам да ви кажам дека овде на 10 метри од нас Никола Груевски говореше за новите инвестиции. За новите инвестиции, особено сега најави американска инвестиција во Македонски Брод и рече дека тие ќе продолжат и во Тетово, и во Кичево, и во другите делови на низ цела Македонија со инвестиции. Заев говореше дека мора да се грижиме за младите, за своите деца, дека сите имаат обврска да го направат тоа и дека овие избори се или. Бидејќи кај вас е говорот. Кога говориме за меѓуетнички односи, не се тоа само флоскури, тоа се однесува и во реалниот живот на граѓаните, и албанците, и македонците, сите останати. Колку економијата, ако е правилно распоредена, како што говори господин Груевски сега овде до нас, но претпоставувам дека и Заев говори за економијата, ги смирува или ги консолидира
меѓуетничките односи. Значи, меѓуетничките односи не само низ војната и битка за територии како јазични права, туку како реални потреби економски на сите граѓани на Македонија. Да, секако. Јас сум го следи господинот Груевски на сите метеји, знам дека и сум го изброил до сега некои 300 и неколку милиони, ама само во јужниот дел на Македонија. Сега спомнат те доведа, ама конкретно колку инвестиции, колку вредат тие инвестиции. И сепак е добро. Сега, социјалдемократија за животот на младите ќе биде подобар. И сега и нашите, така наречени наводни партии, тоа не го спомнат, ама ево реалноста на нашата младина во Македонија, на албанската младина. Веќе нема од младите кој да гласа. По 2 авиона неделно си заминуват. Има и од македонците, ама претежно од албанците. Тука, каде вака ние зборуваме во Кичево, двете партии македонски најповеќе што, а посебно Комунистичката партија и Социјалдемократички сојуз што го опустошија Кичево, ови се главните виновници, после дошло и албанските партии, нешто за себе во името на Кичево. Кичево е празно од албанското население, сите на печалба се. И овде не знам дали ќе има и гласачи. А тоа, значи, не може овие економските интереси сепак се имат еден етнички презнак. Сега. Значи, Генерално има етнички презнак или во политиката на партиите има етнички презнак? Без друго, види, додека ќе постојат албанците во Македонија, ќе постојат и економските интереси на албанците. Сега, нашите така наречени економисти велат, сега ние ќе се грижиме за пропорционална распределба на буџетот на Македонија. Како без проекти, или сакаш да им се дочепаш на проектите на Груевски или на Заев, да си паметен, пример. Или кога тој буџет, кога ќе го подеш само главниот буџет пропорционално, ништо не добиеш, бидејќи има разни механизми, од локалната власт до горе, како е преломен тој буџет во корист на... Не мислите, извинете, не мислите дека проблемот е всушност во албанските партии за тоа, бидејќи они никогаш не слушаме економски проекти да нудат, туку само слушаме за национални... Јас не го откривувам господин Груевски или Заев да бидат за својот народ или патриоти и така натаму. Јас ги откривам моите, што во името на албанците ќе добијат нешто за себе и сега македонските партии се научили. Ако 50 мина албанци што ги водат овие партии се до нив партии, се имат добар стандард, крадали што крадали, се задоволни од ова Македонија и сите албанци ќе бидат задоволни. Тука е грешката на... Но тие сепак имат, тие партии за кои што говорите, албанските партии, имат легитимитет од гласачите и граѓани албанци. До сега го има, од сега натаму ќе видиме. Било од сите, било се во опозиција или во опозиција. Да, но луѓе, проблемот е што не настапуваат сите избори на нас не настапуваат со конкретни мерки за економија, за инфраструктура, они само настапуваат за некои права, за проценти, за колку ќе влезат тука албанци, колку ќе влезат таму албанци. И економијата, јас повеќе би го лоцирал проблемот таму да има некои проекти понудено, претпоставувам дека би били поразлично распоредено од буџетот. Да. Јас имав напишав на една колумна. Сега во овие избори срамот на албанците нема да биде само срамот на овие партии што не оформиле некоја програма за албанските интереси од економска сфера, социјална и така натаму, него ќе биде срам и за двата албански универзитета што се, бидејќи тие економисти не нудели програма на овие партии или партиите не сакале да ги доближат нив, да оформат една Добро, вие ги следите митизите на партиите на албанците, говорат за економија или не говорат? Говорат дека празни работи. Јас не сум економист, ама знам ја каде македонскиот дел вака економски ги експлоатира албанците. И тоа е еден класичен колониализам внатрешен. Пример, Зашто? Ево пример да ти кажам. Не може да имаш, значи, пропорционална распределба на колачот на владата, кога во Македонија од тоа парче земја има вештачки направени 70 или 80 општини. Тоа е направен еден механизам, трик за извојување
од буџетот централен за некои нестабилни општини да бидат стабилни од тие фондови. Тоа Чекайте, сакате да кажете дека од буџетот не се издвојуваат пропорционално средства за развој на општините кај што има албанци? Нема врска бројката нема врска бројката. Бројноста на граѓаните си е... Чека сега. Развојните региони во Македонија кои влечат пари од економската, од Европската унија. Добро. Бугарија од земја од 10 и неколку милиони има 9 развојни региони. Македонија земја од 2 милиони и нешто има 6 развојни региони. Овие развојни региони 5 се во македонскиот дел, еден по лошиот, и тоа го крадат самите албанци после 2010. Тога овие работи мора да се редефинират од основа. Значи бројот на општините врз основа на тие реални демографски, економски и така натаму. Па имавме ние реални. Значи пред 2004 година, пред да се направи децентрализацијата, општините беа географски, значи инфраструктурно и историски, ако сакате, со точни граници. И 2004 година по референдумот кој беше миниран од страна на Социјалдемократскиот сојуз, со тоа познатото некои прашања не заслужуваат одговор, ние нацртавме вештачки граници, се наоѓаме токму во еден таков град во Кичево, каде што му беа придодавани села кои реално никогаш не припаѓале на Кичевската општина или околија или с историјата како тие се нарекувале. И сега планот беше да се стават некои села каде што има албанско население за да се измени етничкиот состав на општината. Иначе градот Кичево си е како и претходно што си било. Се укина општината Другово на пример. И беше вметната, овие останатите бе. Во 2004 година има еден многу битен момент. На дел од општини кои припаѓаат во централна Македонија, каде што немаше реално села со албанци да им се придодадат за да станат доминантно албански, им се придодаваа села со муслиманско население. За да станат... Значи, овие се структурални... Да, но многу е важно кој што се целеше, а не се успеа во овие општини што зборам се. Значи, се целеше муслиманското население да стане доминантно во некои општини во централна Македонија кои навлегуваат, со една идеја, цел, дека подосна албанските политичари, или сега да не ги ставам сите албанци во еден ист кош, ќе извршат некаква асимилација врз муслиманското население и тие би понатака би искочиле како мнозински албански општини, бидејќи мапата на така наречена Голема Албанија или планот за Голема Албанија поминува на сред Македонија, не е само западна Македонија. И не им фалеа тие општини. Тие општини планираат да ги направат преку муслиманското население, преку религијата. Сега мислам дека веќе се свесни дека таа идеја не им поминува. Види, едно праша кога рековме кај легитимитетот. Ние не бараме Албанија, ние сме овој дел каде живеат албанци, историски било албански и тоа точно. Кој дел? Кој бил албански дел? Па овој западниот дел. Од Птоломеј во мапата на Птоломеј 150 години по Христос. Тоа е друга работа. Ако сакате да навлегуваме таму и за демографските промени во Тетово, Гостивар, Дебар, ве молам. Добро, во друга емисија. Тоа да го ставиме за друг пат, ако сакате многу подетално. Баш ми одговарат. Сега, кај буџетот после. Кога прават коалиција, а една вистина е точно дека не една влада и била коалиција и со СДСМ во првата корица на владината програма нигде не пишува дека е коалиција на ВМРО, ДПМН и ДУИ или коалиција на СДСМ и ПДП, нигде не пишува. Тоа не постои како коалиција. Како? Не постои? Сака да каже за предизборна коалиција. Не, и владината коалиција кога се формира, првата страница треба така да пишува. Не. Значи коалиција програма на влада, на коалиционата влада, ВМРО, ДПМН и ДУИ, или програма на коалиционата влада СДСМ и кој не стои програма на владата на Република Македонија. Во коалициона влада пишува на првата страница, сега во светот.
Тоа го нема. Видете, моите албанци тоа го пропуштени. Тоа не е чекор кон звучи на федерализација. Тоа е веќе пикање во ровови онака в 19 век е тоа. Немојте, си пишува програма, ако збориме за владени проекти, влада на Република Македонија не пишува никаде ВМРО, ДПМН или ДУИ, не потреба да Ајде земе програмата. Ако зборите за партиски програми, тоа е веќе друга тема. Таму е широка коалиција, не може да пишува бидејќи има многу партии во коалицијата. Една партиска влада или коалициона влада? По дефиницијата е, ако е една партиска влада... Значи е усогласена. Тоа значи дека е усогласена. Ако пишува, тоа е програма на владата на Република Македонија, значи се што било партиско е усогласено во владина програма. И ние не знаеме што било програма на мора да го одразува. Ајде, ево, друг пат ќе земеме програмата на некоја земја која има вака мултиетнички состав. Па никоја нема ваков систем, никоја нема. Мора, тоа покажува дека интересите на ова заедница или ова се веќе интегрирани во таа владина програма. Тоа сега во се подразбира и да не го пише се подразбира дека така. Мултипартиски систем така се дефинират овие владините програми. Тука тоа го нема. Потоа, значи наша слабост е што нашите немат програма кога ќе седат или се Груевски или се Заев да решат на економски план инвестициите. Овде сега тогаш пред да се изгласа програмата и тогаш ќе бидат сите задоволни. Овие тоа го пропуштат. Чекайте, сега немаат албанските партии економска програма која ќе влезат во коалиција, со која програма влегуваат? Ова што ја слушаме сега на ВМРО ДПМН, да речеме, или има и дел од нивна програма, или ја усогласуваат подоцна? Јас не ги гледам тие дело кај албанците. И после ќе речат дека се усогласивме ставовот и ги направивме коалиција на тоа, децидно немат. Ги гледам јас колку инвестиции ветуваат албанците или ветувале, тоа ги нема во програмата, едино сигурно вака Груевски ветува повеќе инвестиции во Западна Македонија отколку албанци. И тоа е да бидеме реални. Значи, има допринесено многу повеќе отколку самите. Значи јас не го укривам Груевски, јас ги укривам моите што не нудат програма или се после се договорат. Место ова, ти дај ми мене тендер ова тоа и македонските партии тоа го прифаќаат, ама не е добро. Етички не е добро, значи ти да мислиш дека албанците ќе се лажат ако еден амети има стадо од овци, од 5000 овци, во името на албанците, ако задоволен амети или Тавчи или некој друг, ќе бидат задоволни сите албанци, тоа е колонијална политика било во Средновековието. Сега тоа не треба. Ама тоа е етички проблем на македонскиот партнер треба да биде. Јас сум заставник на тоа што ти е напишано, ќе инвестираш кај албанци како албанска партија, да, напиши го. Не бла 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 на митинзи да ми збораш, а друг да прифатиш кај во договор со господин Груевски или Заев и така натаму. Тука е слаботите кај нас. Тоа е точно, но ред работи има кој треба допрва после овие. Јас не очекувам многу од овие избори, чак и во унапредување на демократијата. Не, господинот Мухамеди не очекува многу од овие избори, иако рековме дека во говорот на Заев имаше токму тоа дека многу се очекува, па терминот дека ова се референдумски избори го говорат и едната и другата партија, и власт и опозицијата. Зошто се третира како или, значи како да нема потоа друга алтернатива, како да сега се одлучува за Па сме наоѓаме во ваква ситуација. Македонија мислам дека не е најдена од единото создавање како Зошто? Како се јадрж. 2 години, значи ние 2 години бевме во континуирана вештачка политичка криза. Криза во која беа пробиени сите безбедносни системи во државата, криза во која гледавме и напад во диво населје во Кумановско. И на таа креирана политичка криза мора да и се стави некаков крај. Крешендето или зенитот на таа криза беше изјавите на господинот Зоран Заев за редефинирање на државата. И доколку не дојде до такво нешто, да речеме, Заев и самиот е сигурен дека нема да победи. Значи, тоа е веќе расчистена работа. Проблемот е
Проблемот е во тоа што нафрла идеи кој кога ќе се создава идната влада, во која ќе треба да влезе ВМРО, ДПМН и една албанска партија, таа албанска партија ќе ги нафрла идеите на Зоран Заев на маса и ќе уценува за да се создаде влада на Република препишуваат Македонија. Заев, албанците препишуваат од Заев? Не препишуваат, туку едноставно тоа прашање веќе е отворено во општеството Па, и значи, ќе го отвори. Ме разбирате? Тоаш изборите не го решават тоа дека ако е или значи некои проблеми ќе останат по изборите. Има едно решение. Доколку ВМРО ДПМН освои 63 пратеника, Што тоаш? тогаш ќе нема можност да биде оценувана за вакви прашања. Како мислите нема да биде? Ќе нема да биде ќе нема да има можност да биде оценувана бидејќи има апсолутно има мнозинство. На крајот на кришето, ако дуи ме оценува со тие прашања, ја можам да правам влада со ДП. Пример. Значи тоа е многу важно прашање, многу треба Тоа се покажа дека едно време имаше таков обитно. Да, но сега Победничката партија на албанците правеше тоа политички проблеми, политичка криза. Да, но овдека влогот, значи Заев го крева влогот. Ме разбирате? И отвара многу нови фронтови. Сам ќе се согласите дека доколку ВМРО ДПМН нема 63 пратеници на овие избори, дуи ќе настапи со тие барања. Еве ги гледаме сега зборот и на митинзи го зборат ако има истото. 6 дека нема да ги отвори? Не, тогаш ќе нема простор. Ќе нема простор да ги поставува тие барања. Тоа е, мислам, Добро, дозволете сега. Јас кога реков дека сум незадоволен од албанска гледна точка, бидејќи нашиот партиски систем, мислам, кај албанците е во колапс. Овие така наречени опозициони партии, тие се за никаде. Не нудија алтернатива која би била прифатлива од албанци да ги срознат овие што се на власти ја го злоупотребија власта. Едно, друго. Ти реков јас, ние не учиме од тие лингвистички акробации на Заев. Ако може да учат албанците, ќе може од мене или моите книги или некои други. Тоа е така. Како можам ја да ја ќе го искористат моментот, политичкиот момент ќе го искористат. Се отвара прашањето, се отвара. Значи кога ќе се отвори прашањето, после тоа е многу тешко. А иначе не дека они учат од него, они им отвара нов фронт. Второ, зашто реков од глобална гледна точка за Македонија, овие избори не нудат бидејќи ако кризата настана за некои проблеми, корупцијата, ова, тоа, сега не се поляризира, значи, кампањата на врз тие основи, каква визија сега има Социјалдемократскиот сојуз за судството, за ова, за правната држава, кај се пукнатините, веќе демократијата во Македонија се дегенерираше како институција во многу, значи, институциите. Тука од нив сега не добиеме некаква, дали има срочена програма конкретна, не дека Има избор на суди, ревизија на избор на Да, суди. ќе ги менуваат сите суди како што еднаш го персонални направи. прашања, тоа нешто не значи. Па тоа е клучното Тоа има дека ќе проект за прават реформирање на овие институции. Не, на туку ќе правната менуваат држава. сите Рекоа дека СЈО ќе му продолжат мандатот. ќе го продолжат мандатот на СЈО и ќе ги сменат сите суди во македонските судови, бидејќи Персоналните решенија не суделе по нивни кејф. Ништо не нудат персоналните решенија. Тогаш ќе имаме секоја четврта година ВМРО-вска правна држава, после СДСМ-овска правна држава, тоа не е правна држава. Не сметам дека сега имаме ВМРО-вска правна држава. Тоа се наметнати од Ако ги гледаме работите. Ние си имаме правна држава, институциите си функционира, доби опозицијата Социјалдемократскиот сојуз да влезе право овие 2 години во институциите, им добија своји министри, видовме што се случува, партиски напредувања од преку 5-6 места да скокаат. А зборува за некаква правна држава. Овие се 63 пратеници рече кога ќе ги добиеме ние како ВМРО, ќе бидеме мирни, ќе ја тераме. Ево како можам ја да ви блокирам вас, кога би бил начело на некоја партија. Нема албанци да учествуваат на влада. Па ќе може само да направи ВМРО да помине влада. Ќе може и овие ќе има едни избори две влади. Ти гарантирам. Не, господин. Одете така на џаб. Ако вашата партија не сака да коалицира со мене, јас го имам. Да каже албанската партија. Реторички. Не може сите албански да не сакат. Ако не сака дуј ќе коалицирам со ДП. Не сака ДП ќе коалицирам со некоја трета, не знам која ќе освои плюс нешто. Само таа партија која ќе го има
така легитимитетот на албанците, мнозинскиот легитимитет. Скроз ќе биде поразлично кога ВМРО ДПМН ќе освои 63 пратеници мнозинство. Јас пожелав да освои. Јас со контра формула ќе одам, па ќе видите. И после можат овие надворешниот фактор одма ќе опадне бети ниедна влада во Македонија, бидејќи прифатена како унитарна и во корист на македонскиот народ, не може без албанци. Ма ја не викам без албанци. Ама не секакви албанци. Тоа е чиста, тоа би било чиста уцена за да се создаде владата. Тоа е како да тоа е уцена. Тоа не е ни политика, тоа е уцена. Ако сакаш да влеземе во влада, дај ми тоа и тоа. Не бе, ќе се договорат, коалицијата се договара. Заради тоа, доколку има 63 пратеници, ќе се затвори тоа прашање за наредниот период. период. И СДСМ нека освои, и ако се овие наши партии за никаде, ама еден знак да им даваш, Џон не може или заедничка влада или две влади од едни избори ќе извади. Иначе веќе по влада у сенка дека ќе има. Не у сенка, него влада и после ќе упадне меѓународни фактори. Каде е проблемот? Меѓународниот фактор партијата што ќе победи меѓу албанците ќе формира собствена влада доколку не влезе. Не само едната партија. Ако овој мисли дека со 63 ќе тераме истата политика. Добро. Албанците А вие што предлагате? Дводомно нешто? Не дводомно бе. Што, две влади да има? Ќе има додека да се договорат после. Зашто имаше во Белгија 17 месеци немаше влада. Оставете Белгија, не можеме да го даваме тој пример. Јас не гледам овие како политички потези ти велам јас. Не дали е федерална, дали е не федерална. Така јас можам да те блокирам тебе, па формирате влада. Меѓународниот фактор не се умешува кога има стабилна влада. Меѓународниот фактор сака нестабилна влада, влада во која ќе учествуваат сите политички партии, со што се урива плурализмот, и смета дека на тој начин, преку таква влада, ќе може да решава крупни прашања во државата и во регионот. А крупни прашања во Македонија кои се? Тоа е името на Република Македонија, тоа е идентитетот на македонците, тоа е како е воспоставена самата држава Република Македонија, бидејќи тука поминуваат интересите на тие големи држави. Тоа не важи само за Македонија, тоа важи за Бугарија, и за Србија, и за Грција, и за Албанија, бидејќи нас САД не гледа како Македонија посебно или Србија посебно, нас не гледа како цел регион. Значи како политички потези како би одговарале. Да, разбирам политички потези, но тоа не е возможно. Тоа не е возможно, верувајте. Одиме со последниот блок реклами, а потоа имаме уште 5-10 минути за да го завршиме овој диалог за економијата и меѓуетничките односи. Одиме со реклами и се враќаме потоа во завршниот дел на отвореното. Еве на крајот на отворенава дебата, по еден завршен збор, господине Србов, вие рековте дека кој е вашиот став околу разрешница на целава политичка криза, дека или со разрешување на избориве, дека се доаѓа до крај на кризата, дека потоа нема да следи. Видите, кризата нема да прекине веднаш, но таа ќе започне да се стабилизира државата. Јас сметам дека само со добивање на 63 пратеника, кој што веќе да не се повторувам, од страна на ВМРО ДПМН, ќе се закопаат сите оние црни сценарии од страна на што ги отвара господинот Заев. Само на тој начин мислам дека ќе може да се уништи таа црна кампања и тоа што го нафрла господинот Заев за што би се случувало во иднина во Република Македонија, бидејќи човекот не е само двојазичноста во прашање, човекот зборува за децентрализација на полициските сили по општините. Тоа е многу опасно прашање. Тие единици подоста би можеле да се отцепат од Република Македонија многу лесно. Повеќе аспекти се не е само двојазичноста и сметам дека само со 63 пратеника може да се заврши со ова прашање. Како според вас ќе заврши кризата? Вештачки ВМРО ја драматизира ситуацијата дека овие избори се битни или не е точно. Јас кога реков дека сме незадоволни во поглед на квалитетот на демократијата кој би се очекувале од овие избори после 25 години. Оваа криза не е настаната само за време на ВМРО, владењето на ВМРО. Има длабоки корени и длабоки реформи треба во Македонија да се направат за да личи ова на една кристална правна држава, демокрација и така натаму. Има дефицит на демократски
легитимитет и квалитет ова држава и на меѓуетнички план. И тогаш така тие држави се нарекуваат нелегитимни демократски држави или нелегални правни држави. Се вери дека албанците овој пат може се случи да имаат помал број на пратеници во собранието. Да, Како тоа ќе се реперкуира на капацитетот на барањето на албанците на НДП? Прво, албанците немаат... Дали е точно дека ќе има помал? Да, ќе имаат помал, бидејќи имаше, ова беше македонски проект, не од ВМ, не од други сили. Секој албански град или со албанско мнозинство, например Тетово, Кичево, Кост, Струге, там да има формират политички партии за да се распачи ова изборната сила на албанците и да имат по 5-6 вака парчиња наречени програми. Едно. Добро. Друго, јас лично не очекувам, чак јас се залагам за тоа албанците да абстенират овие избори од поглед на за интересите на албанците овие ништо не носат, се менуваат едни стари лопови со нови едни лопови и така натаму. Нема квалитет во, значи, партискиот систем на кај албанците во колапс, требаше една нова... Само не кажавте, цела дебата не кажавте кои права ги немаат албанците во Македонија. Тоа вече и немаме време. Немаме време. Да, по моје. Така, не треба да се драматизираат овие, дека се работи за да биде или да не биде Македонија. Едно. Ево сега, за ВМРО. Во книгата на Ванчо Мијанов, Македонија, Швајцарија на Балканот, таму се предвидува албанскиот јазик да се употреба равноправно и во војската. Отварате голема тема. Не, тоа е Отварате многу многу голема интересна тема. книга. Интересна книга, многу голема И тема. на економски план Многу е голема тема отварате. Може би требаше да почнеме Таа книга направи подела Со задоволство ако имаме време. Ако Па немаме време, требаше да почнеме со Ванчо. Може требаше со тоа да почнеме. Ваш проект е тоа. Зошто се плашите? Не, немојте. Ама јас да очекувам од Заев да ми нуди Ванчо права Михајлов, проблемот со Ванчо Михајлов што во Македонија, тоа е швајцарскиот модел. Швајцарија има германци, италијанци и французи, но нема швајцарци. Да го Тука има македонци во Македонија. Кантоните од таа книга. Има интересни, многу интересни идеи на политички план, на економски план. И на јазичен... Некоја наредна прилика се надевам, имаме можност. Ајде, тоа што задолжувам, вие двајца тоа што истава тема. Имаме можност, се надевам. Па вие не го вклучивте оваа тема на време, но имаме дебати од понеделник, продолжуваме до крајот на кампањата. Се надевам дека ќе проговориме повторно на некои вакви теми. Ви благодарам за учеството. Ви благодарам што бевте смели, храбри, што издвоите време од Скопје и од Тетово дојдовте во Кичево на оваа дебата. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието.